интернационалниот ден на белиот стап. Па по тој повод во утро ги поканивме господинот Коце Јанков, председател на Сдруженијето на слепи од Кавадарци, и Благоја Јошев, секретар во истото здружение. Добро утро и добро ни дојдовте во утро. Добро утро. Добро утро. Фала ви на тоа што се одзвавте на поканата да бидете дел од утро и еве малце повеќе да дадеме акценти на белиот стап и на сето она што вие како активисти во здруженијето го правите за слепи лица. Ајде да започнеме прво со вчерашниот ден, што се имаше и како го одбележавте интернационалниот ден на белиот стап. Фала ви многу за поканата, прво. Поздрав до вас, до вашата екипа тука, колегите, до гледачите ваши. Благодариме. И вчерашниот ден, како што знаете, беше 15 октомври, ден на белиот стап. Така се одбележува. И ние во нашето дружение скоро секоја година се собираме нашите членови, понекогаш одиме на истиот ден екскурзија, некаде зависи времето какво е. Повеќе пати се собираме таму во здружението, тоа е убаво катче таму. И вчера исто денот така го одбележавме со членови од нашето здружение. Имавме коктел, така, музика малку, хумор. Имавме и тројца гости, и дојдоа да ни го честитаат празникот. Кои ви беа на гости? Па на гости ни беше доктор Дарко Котев, Весна ни беше Ѓорѓиева, пратеничката, да, и адвокатот Благојче, како се? Маријан Петров. Маријан Петров. Так. Благодарност и до нив што ни испоштува. Значи го одбележавте настанот онака како што доликува. Ајде сега малце да ми кажете што како здружение до сега направивте во текот на оваа година? Какви се активности имавте? Кој сака еве може да зборува? Добро утро, добар ден на сите гледачи на телевизија КТВ. Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци оваа година обави многу активности кои се од витално значење за нас, за слепите. Земавме учество на државно првенство поединечно во Струга, исто така земавме учество на повеќе турнири, шаковски турнири меѓународни се одржуваат низ Македонија, како Гевгелија, како Скопје и Тетово. Исто така земавме учество на државно првенство во атлетика кој се одржа во Охрид, исто така со наши представници, со тројца. Потоа имаше семинар, меѓународен семинар за слепи лица, за слепи жени, кој се одржа во Република Албанија во Спиње. Таму имаше наши представници, две членки беа представнички. Имаше турнири во голбал, Куп на Македонија во голбал, кој се одржа во Скопје пред 2 недели. На тие турнири земавме учество ние, од 4 екипи бевме пласирани во финалето, ама за жал таа финале за еден гол го испуштивме, изгубивме, останавме на второ место. И како што знаеме сите по повод 15 октомври, тоа се одбележа, тие се досегашни активности. Понатаму следуваат уште многу други активности. Од другата недела, сега следниот викенд ќе правиме екскурзија нашите членови до манастирот во Крњево, така ни е програмата зацртана. Наредните 2 месеци почињаме лига во голбал за слепи лица. До сега немало такво нешто, сега прв пат ќе стартуваме со лигата. Имаме региону Кавадарци кој ќе го организираме ние, ќе бидат 5 екипи, Битола, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија и Неготино ќе бидеме ние домаќини на тие турнир. Се одржува секој викенд у Кавадарци. И следува 3 декември, кај што знаеме сите светскиот ден за сите инвалиди. И имаме настап сега у Гевгелија, ќе има атлетски турнир, атлетика нешто ќе има, за сите инвалиди се собираат, таму сме пријавени дека ќе имаме учество на 7 ноември. И многу други турнири што ќе не поканат за 7 ноември не канат они Готино исто на голбал. Има уште многу активности на нас. Так.
Интересно тоа што сте како голем пример за сите млади, поготово деца кои постојано се пред своите телефони и компјутери, дека треба да се спортува. Вие некако најмногу се давате во спортот. Дали имате можеби некои други активности поведено освен на спортот? Други активности, како што се екскурзии на нас членови да излезат од дома. На година треба 2 пати да направиме екскурзија. Тие се обавуваат секоја година, нема застој. Има семинари за жени кои испаѓаат надвор од Македонија. Минатиот месец зема учесува во Кина. Наши представнички од кавадарци Јошева Султана и Јошева Родна беа аплицираа таму. Имаше нивни снимки објавено Кина и земаа благодарници од таму исто така. А за што беа на семинар? За готвење, за вештини на слепи лица како готват по дома. Одлично. Значи уште еден момент каде што се пронаоѓате и можете да дадете максимум. Друго што имаме? Имаме ли нешто во делот на, да речеме, пеењето, некој хор, нешто? Сдруженијето на слепи лица такви активности нема сега за хора кај што ми не спомнавте, ама има пријавено наши членови што треба да земат учество на смотри за слепи лица кои се одржат околу 20 декември се планира да се одржат. Има две представнички од кавадарци кои ќе земат учество на тие смотри. Одлично, значи и таму веќе полека се развивате и во тој дел. Одлично, кажавме се, јас мислам што имавте да кажете, дали нешто пропуштивме? Вака, голема благодарност за сите наши помагатели за вчерашниот ден кој беа како Кожулчанка и други спонзори што ни помогнаа за да го обележиме нашиот ден. Се благодаруваме од моје име и името на Сдруженијето. И веруваме дека ќе испадат повеќе такви спонзори што може да помагаат за овие лица. Така, еден апел еве до сите оние кои се во можност да ви помогнат, заради тоа што сепак тоа што видеот е оштетен не значи дека вие не можете да дадете максимум во општеството. Ние можеме тродупло, не еднаш, тродупло дека каде се поразвиено слухот, другите работи, памтењето или и се останат. Да. Така е. Јас ви благодарам што бевте дел од утро. Секако дека ќе се видиме повторно со наредните активности кои ги имате и ќе ги следиме во секој случај како и впрочем секогаш што правиме. Ви се заблагодаруваме од моје име, од името на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци за вашата соработка со нашето сдружение во изминатиот период скоро 20 години. Секаде не следите кај на секој начин, дали на спортски, дали на овакви за 15 октомври, за 3 декември. Се заблагодаруваме многу. Благодариме на поканата исто од моје име. Нема на што, тоа ни е впрочем и работа.